Одлична балада слушнавме на Play Radio, Андријана Јаневска, Broken Hearted Me. Токму по пеачката и професорка по виолина Андријана Јаневска со оваа песна го освои првото место на надпреварот кој што беше организиран од Зада Рекордс во Соединетите Американски држави. На овој надпревар се избираше најдобар пеач или пеачка од цел свет во изминативе неколку месеци. Сега освен на оваа тема со Андријана ќе зборуваме и за други теми поврзани со нејзината музичка кариера, вклучувајќи го и препевот на песната Ми заплакало селото Ваташа во дует со Игор Џамбазов, песна која што инаку е дел од сега актуелниот проект Македонија во срцата носиме. Андријана, досега со вас сум имала само едно интервју во пишана форма, на овој начин радиски сте ми прв пат гостинка, многу ми е драго. Еве можност најпрво да ги поздравите сите слушатели на Play Radio и секако љубителите на вашата музика. Здраво, Ирена, поздрав до сите слушатели на Play Radio и мене ми е чест што ќе бидам твој гостин денес. Така, честитки најпрво за освоената награда. Знам дека и публиката имаше можност да гласа, но објаснете ми за што точно станува збор и како одлучивте да се пријавите. Па и веќе гледам да видам вака што пократка и да разберат добро вашите слушатели. Значи, јас се надпреварував таму на покана на продуцентот Норман Зада. Значи, воопшто не знам дека постои надпревар, тој ми предочи. Ја снимивме песната кај мене во студио и ја отсвирев најнапред на пијано. Инаку да појаснам, станува збор за веќе отпеана композиција, оригинално изведена од Ен Морей од Канада и практично ова е препев, значи, на таа песна. Така. Идејата, значи, на продуцентот беше да најде едноставно што повеќе талентирани пејачи од целиот свет, кои што не се толку познати, нели, на светската, збориме за светската јавност, и со својата интерпретација практично да ги оживеат овие подзаборавени и постари песни. Искрена да бидам, ми понуди тој неколку песни, меѓутоа јас се одлучив за оваа, бидејќи мислам дека мислев и тогаш дека можам ете нешто да понудам поинакво од самиот оригинал. И бев задоволна од самата снимка, потоа нели ја миксавме и ја мастериравме таму во Соединетите Американски држави, потоа ја испративме на надпреварот. На самиот надпревар имаше 3-члена жири комисија, да не ги погрешам имињата, може и вашите слушатели на сајтот на Зада Рекорд да прочитаат. Така. И практично таа 3-члена комисија ги преслушувала сите пријавени во текот на изминатите 4-5 месеци, бидејќи сепак имало доста пријавени. Потоа, значи, околу јули месец, значи минатиот месец, ми стигна мејл дека сум влегла во 10-те финалисти. Јас затоа и претходно воопшто не ја објавив таа информација, бидејќи не знаев каков ќе биде исходот, искрено и многу не се надева. Искрено и јас сакав тоа да кажам, дека тоа не беше нешто многу медиумски покриено. Да, па не беше. Јас често пати на моите, на Facebook и на Instagram, на моите профили, ги споделувам тие информации за оние кои што ме следат, значи што во моментот правам, снимам и така натаму. Значи, кога влегов во 10-те финалисти, тогаш практично и прв пат објавив дека воопшто и се надпреварувам. Навистина бев пресрекна, бидејќи ете се препознал трудот и квалитетот. И тоа за мене искрено беше и сосема доволно. Во тој случај, во тој момент и објавив, значи, на социјалните мрежи, ја пуштив и песната, значи практично не се гласаше онлайн, односно слушателите можеа само да слушаат песната. Значи гласаше 3-члено жири и потоа во самото финале гласавме еден за друг. Значи практично самите финалисти гласавме меѓусебно, разбирате. Да, сега ве разбирам. Нормално, да, немаше можност да гласаш за самиот себе си. Значи јас ги слушнав оние кои што беа 10-те во финале и гласав, значи, со бодови за секој од изведувачите и така, значи, сите ние гласавме и отпосле, кога се видов на ранг листата дека всушност сите за мене дале најмногу поени, така на тој начин практично и победив, што за мене представува уште поголема чест, бидејќи практично конкурентите ме избрале. И ете, тоа е вака најскратено. Така, навистина сум срекна, а уште сум посрекна бидејќи оваа вест доста позитивно одекна, гледам дека се иако јас воопшто немав ни не знам, ни спонзориран линк или ништо, така само објавив на Facebook, гледам дека доста портали го пренесоа и ми е многу мило што гледам дека луѓето се срекни
и тоа е она што е за мене најголема награда. Така, ние, Андријана, што се однесува до вашата кариера и воопшто вашиот начин на творење, имаме причини, барем сите љубители на вистинската музика, на македонската музичка сцена, да бидеме среќни за многу работи, не само за оваа награда. Инаку се извинувам, јас очигледно сум разбрала погрешно, затоа што во еден момент на Инстаграм објавивте во смисла на тоа дека се надпреварувам, па поддржете ме, па мислев дека има можност да гласаат и да гласаме сите ние кои што го видовме тој пост. Нема проблем. Значи тоа беше, извини што ќе те прекинам, чисто заради тоа песната што повеќе да се слушне и самата жири комисија сепак да види дека и овде кај нас се слуша таа композиција, нели? Така, и уште подобро е што ве избрале вашите конкуренти. Тоа е на вистина големо признание. Да. Инаку во моментов сте актуелна со песната ми заплакало селото Ваташа, која што инаку ја снимивте заедно со Игор Џамбазов. Песната ја отпеале повеќе домашни интерпретатори, да споменеме дека оригиналот е изведен од Никола Баде во 1975-та и сега вие практично оваа песна ја оживеавте најпрво на Златна бубамара на популарноста, сега е дел од проектот Македонија во срцете носиме. Вие навистина пренесувате посебни емоции кога се работи за патриотизмот. Знаеме дека ја изведовте и Заветна со Игор Дурловски и се овде морам да се вратам и на своето, затоа што тој тогашен албум во 2001 беше највпечатлива, барем за мене. Дали можеби планирате во таа некоја насока да оди вашата кариера, да ја покажувате љубовта кон Македонија што ја имате преку творештвото кое што го создавате? Да, јас на сите начини тоа се обидувам да го направам. Во најскоро време ќе биде и одбраната на мојот докторски труд посветен токму на македонскиот фолклор, значи за едно месец-два од сега. И значи како што кажав, на сите можни начини се трудам да го презентирам и што е можно повеќе да го зачувам. Значи она што е македонско и наше, бидејќи гледате и самите сте свесни дека се повеќе и повеќе наши соседи роварат и се обидуваат да го представат нашиот фолклор како туѓ, што не е вистина. Во таа смисла гледам тие некои песни кои што мене ми одговараат на мојот глас и на мојот сензибилитет, да ги отпеам, значи не се и не по секоја цена. И последно беше ова со ми заплакало селото Ваташа. Идејата беше на Ранко Петровиќ, кој е организатор на Златната бубамара. И тој всушност се сети да биде така, значи во дует со Игор Џамбазов. Јас дури сакав и да ја отпееме заедно со Игор, меѓутоа тој сакаше да рецитира, тоа е... Па да, тој така беше, да. И баш ми рече, јас покрај тебе не би пеел така со тие зборови, меѓутоа мислам дека супер излезе што рецитираше, затоа што навистина е врвен во својата работа и во она што го прави, и навистина луѓето го сакаат каде и да одиме, му бараат автограми, се сликаат, навистина има таква звезда. Мислам дека пораката беше соодветно пренесена на Златната бубамара. Пораката беше пренесена во смисла на човек да му се наежи главата. Сега да бидеме реални. Да, баш така, да. Па тоа е всушност. Затоа што гледате и самите и таа песна, од целата Златна бубамара некако јас ја пеев и Заветна, нели? Да. Меѓутоа ева оваа песна како да кажам, се истакна меѓу другите песни, иако претходно не била нешто многу препејувана. Ја пееше Катарина Танева, добро, таа си кавадарчанка и од Ваташа по потекло. Меѓутоа, вака многу изведувачи ја немаат пеено, значи претходно. И да речеме, на некој начин баш ја оживеавме, мислам, тогаш на Златната бубамара. И мислам дека убав беше целиот тој концепт и со песната нели од Славко Јаневски, со Игор Џамбазов. И еве се постигна на некој начин целта, значи луѓето ја слушаат, ја сакаат уште повеќе. И многу ми е мило што сега ја снимивме и како студиска верзија со аранжман на Никол Джемицевски, како дел од проектот Македонија во срцете носиме.
Така, и сега јас морам да посветам внимание на една ваша песна, станува збор Ајде. за Летај. Тажен е поводот за кој што ја напишавте и нема да зборуваме за тоа, но е една исклучителна песна, тоа што реков на човек да му се најажи главата, и токму поради тоа сте вие посебна. Никогаш досега не сте станале комерцијален музичар и немате ниту една наменска песна. Се е некако направено природно и тогаш кога ќе му дојде времето. Да, така Дали е. всушност е тоа начинот да се успее, ама знаете како да се успее, барем јас ве гледам поинаку. Јас не ве гледам вас како музичар кој што не знам ке полни стадиони и не го кажувам тоа во негативна конотација. Разбирам. Јас мислам дека сте вие музичар за избраници. Ве разбирам и го фаќам тоа како комплимент. Да, и комплименти е. Да, благодарам. Значи, вака, јас уште од самите почетоци на мојата кариера, тоа беше одамна, 98 година, кога имав само 16 години, практично така почнав ненаметливо во смисла дека паралелно терав и со школата, потоа и со факултетот, нели, и со кариерата. Значи, никогаш не сум имала некакви амбиции да, не знам, станувам јас сега светска звезда или како дете, никогаш. Значи, едноставно, сето тоа, како што кажавте, си доаѓало природно и практично она што во моментот сум го чувствувала дека треба да го снимам и да го направам, сум го направила. Инаку, да беше така, ќе немав и таква пауза, например, еве кога ми се родија децата, нормално дека им посветив приоритет и внимание на децата. Сега се поголеми и затоа можам повторно на некој начин да се сконцентрирам на кариерата, така што јас би рекла дека можеби како да кажам, едноставно балансот е тука клучен и да процените во кој момент што е најважно, на што е најважно да се посветите, инаку нема во ништо да имате успех. Така. Сега ќе се вратам баш на почетокот на вашата кариера. Јас бев дете, ама многу добро се сеќавам дека вие во едно интервју еднаш рековте дека не планиравте ниту да бидете пејачка, туку автор. Знам дека имаше некоја приказна со Пеце Огненов, дека вие напишавте песна за него, па тој не ја испеа, па потоа бевте вие и бек вокали за првиот албум на нашиот сакан Тоше, па потоа, не знам, се разви вашата кариера. Јас се сеќавам на Љубовен ритам, потоа на тој прекрасен дует Љубов ми е адреса што го испеавте со Маријан Стојановски. Беше тоа едно златно време на домашната сцена. Сега, да бидеме реални, дека не е така. Како беше тогаш, како е сега? Вие останавте да бидете автентична и во тоа и во ова време? Значи, да, има разлика, меѓутоа и тогаш немаше вака толку социјални мрежи, медиуми и немаше простор толку многу секој да пишува и да нели кажува како требало и што требало, него едноставно луѓето те препознаваа дали си квалитетен или не и толку. Тоа беше единствен критериум. Меѓутоа, добро, тука сега влијание имаат и западните пејачи кои што на некој начин се наметнуваат некоја мода како требало. Меѓутоа, јас секогаш велам, не треба никогаш не треба да гледате некој како прави па да го имитирате. Секогаш е најдобро да бидете автентичен и така ќе бидете најдобар. Што се однесува до почетоците, да, тоа беа, значи, 98 година, значи, кога настапив на Скопскиот фестивал во дует со Пеце Огненов, и тогаш, всушност, јас аплицирав како автор, значи, на песната. Воопшто немав намера да пеам на Скопскиот фестивал, туку од секогаш, значи, компонирањето ме привлекувало повеќе, да бидам искрена, сакав, нели, компонирав и класична музика, одев, значи, на часови и така натаму. И тогаш, кога всушност дојде време да ја отпеам песната, нели, која што требаше да ја изведе Пеце, тој ми предложи, а зошто не ја испееме во дует, бидејќи имаш убав глас. Меѓутоа, јас сум многу самокритична и баш му реков, мислам дека ќе биде подобро, нели, за тебе и така натаму. Меѓутоа, попуштив во тој момент, ајде да видиме што ќе биде. Дури моите дома се изненадија, бидејќи никогаш не сум покажувала афинитети, нешто да бидам на сцена, да се надпреварувам и така натаму. И така, едноставно, спонтано започна. Она што се вика, еве, веќе колку време од тогаш, настапување, песни снимање и компонирање. Така што малку по малку и паралелно ете некои работи
Не дозволив тогаш така 2000-2001 беше кога се запишував на факултет и кога всушност беше да кажеме во тој период кулминација во мојата кариера кога ја исправ твоето писмо, моја Библија, овие што ви кажавте, значи со Маријан дуетот, со Врчак дуетот ден по ден, Да. беше 2001, па 2002 Ошери Моншери кога бе второ место за изборот за песна на Евровизија. И така тој беше да речеме, па своја на своето исто беше 2001. Тогаш беше некој природен период во мојот живот и требаше да се решам што ќе правам, дали ќе се посветам максимално значи на пеачката кариера или ќе терам со факултетот, бидејќи јас сепак сакав да го правам и тоа, да свирам виолина и да се образувам, сепак се решив повеќе да се посветам на тоа, а за ова кога ќе има време. Така некако беше во втор план пеењето. Меѓутоа, ете, се покажа дека и не било тоа толку лошо, бидејќи не чини па и некогаш премногу да се форсира некој и секогаш е убаво да го правиш тоа што го сакаш и што чувствуваш во моментот дека е добро. Да, и тоа публиката навистина го препознава. Вака, за крај само ќе ми кажете кои ви се идните планови, што планирате за периодов, инаку имаме навистина многу теми заради тоа што вие, освен што сте на сцена, вие сте професор по виолина, па знам дека ги учите одредени дечиња доаѓаат да учат и соло пеење кај вас, така што јас верувам дека ние ќе имаме можност во студиово да разговараме и да биде тоа доста подолго. Сега кажете ми само за сето она што следува периодов за вашата кариера. Значи, накратко во следниот период, значи прв настап ќе ми биде сега во недела на 27 август во Окливо Гаштани, на денот на пепирката, исто и Горчен Вазов и Гуру Хара ќе гостуваат и некои други изведувачи. Понатаму, значи следната недела на 30 август ќе настапувам во Свети Наум во Охрид, во ресторанче, значи Острово, каде што навистина ќе имаат слушателите и гледачите една можност да уживаат во дует помеѓу гитара и хармоника и јас ќе бидам како гостин таа вечер. И понатаму почнуваме значи на 6 септември со проектот Македонија во срцете носиме почеток во Штип, значи прв концерт и понатаму можете да видите агендата ја има веќе по социјалните мрежи. И на Тиквешкиот Гроздовер на 8 септември ќе имам таа чест да го отворам Гроздоверот со интонирањето на химната на Македонија и со некои македонски евергрини. Од прилика тоа е тоа сега вака во моментот што ми текнува, инаку во следниот период ќе ги снимаме и првиот серијал, посебни приказни со Андријана, тоа е оној серијал каде што јас всушност ќе бидам во улога на водител и каде што со мојот мотор ќе возам низ цела Македонија и ќе имаат прилика гледачите да ја поубаво да ја запознаат нашата татковина. За овој проект не знаев и за мотор, дека возите мотор, знам дека ве следам на социјалните мрежи, ама ова е многу убава идеја кој да ја осмислил. Андријана, јас навистина се надевам дека во ова набиена агенда која што ја имате за периодов или воопшто кога и да дојдете на кај Струга, ве поканувам јавно да ни бидете гостинка овде, ќе ми биде многу драго. Ви благодарам, исто и мене Струга ја обожавам, како дете заборев да кажам дека цело време одевме во Струга на одмор и мене ми е баш она при срце, приврзана, така да поздрав до сите стружани, поздрав до сите слушатели на Play Radio, поздрав Ирена и до тебе, навистина секогаш ми е чест кога разговараме и секогаш сум тука за вас. Така, ви благодарам и ние сме тука да ве промовираме за сите ваши музички новитети, ми беше навистина драго. Ова е Play Cafe на Play FM, се дружиме до 14, останете со нас.